Граѓанската иницијатива Спас за Валандово ги повика кандидатите за градоначалник и советници да ја потпишат платформата со која доколку ја добијат локалната власт ќе се спротивстават на подигање тешка и загадувачка индустрија во општината. Платформата ја нудат во името на 4500 валандовчани, кои во август на референдум се изјаснија против отварање рудници во нивната општина. Ги повлечат позитивните мислења кои беа доделени за рудникот Казандол, да се доделат негативни мислења за другите две локации Плавош и Бајрамбос. Во урбанистичките планови, во генералниот и во деталниот урбанистички план да не стојат локации за рударски комплекси и за други објекти од Г1 и тешка загадувачка индустрија. Платформата се однесува за комплексот Казандол, но и потенцијалните рудници Плавош и Бајрамбос, за кои претходната влада има доделено концесии за истражувања. Доколку кандидатите не ја потпишат платформата, активистите велат дека за нив ќе нема гласови на локалните избори. Ќе ги повикаме сите граѓани кои што излегоа на референдумот на 20 август и гласаа против рудниците на смртта, ќе ги повикаме да не го поддржат тој кандидат кој што нема да ја поддржи нашата платформа. Кога сте кандидат, ако не застанете на страната на своите граѓани, тогаш зошто го барате нивниот глас да ве поддржат и да бидете дел од тоа одлучувачко тело, доколку не ги уважувате нивните интереси. Во платформата се предвидени рокови во кои идниот градоначалник и совет ќе треба да ги донесат одлуките. Во Валандово има тројца кандидати за градоначалник и 2 советнички листи. Ова е изјавата која што кандидатите за градоначалник на општина Валандово треба да ја потпишат по барање на граѓанската иницијатива Спас за Валандово. Со ова изјава идниот градоначалник на Валандово ќе се обврзи за локален економски развој преку поддршка на земјоделието, екологијата и енергетиката, а не преку тешка и загадувачка индустрија. Идните локални функционери да се спротивстават на отварање рудници побараа и струмишките активисти. Имаме исто така барање од оние кои што се кандидати за градоначалници и советниците да го стават во нивните програми прашањето за рудникот, односно да се изјаснат против овој рудник. Во изминативе месеци во Југоистокот се одржа 6 референдуми против отварање рудници, од кои 3 не го поминаа законскиот цензус за да бидат успешни.